Почитувани колеги пратеници, почитуван колега Сугарески. Ќе ги искористам една фраза која ќе кажа почитуваниот колега Џофери. Стварно дали вие знаете што сакате? Сакат избори или неките избори? Дајте еднаш одлучете се. Цела држава ја држите во заложништво, ето веќе втора година, од тоа што не знаете што сакате. И што е најжалосно, а што не знаете како сакате, туку не знаете ни како да го направите, тоа што мислите како сакате. Избирачкиот список не бил легитимен, имало фингирани избори, а на исти такви избори, со ист таков избирачки список, вашиот председател на партијата е градоначалник во Стромица. И ето, после сите тие работи исполнен дека избирачкиот список е во ред, дека фантоми нема, дека сите услови за избори се исполнети и пак на крајот неки да дојдете на избори. Дајте, одлучете се за шо сакате. Греота е цела држава ни ја држите во заложништво. Аболицирање. Ве молам, дајте, преспитајте се пред да го потребите зборот аболицирање. Неколку пати јам кажано од оваа говорница. Имате лидер на партија кој што е аболициран. Аболициран од председател, бивши лидер на вашата партија. Ако беше толку храбар вашиот лидер на партијата, зошто во тој момент не ја прифати аболицијата па да си оди на суд? Туку се расфрлале со секакви фрази, со секакви поими, слобода, демократија, слобода на медиуми. Дајте нешто опипливо, луѓе. Нешто опипливо што народот може да го види, што може да го фати, да го сети. Како патишта, како вработувања, како вложувања во болници, во образование, повисоки плати. Тоа е тоа опипливо што народот го чека од вас. И на крајот, какво е чувството? Не знам какво е чувството кај нас, веројатно измешано. Предпоставувам дека сите ние бевме спремни да одиме на избори. За жал вие не бевте. Меѓутоа, какво е чувството, вие си знајте, кога сите, цела држава ве гледа како класични плачковци. Класични плачковци. Сакам да одам на избори, некам да одам на избори.